Музичкиот сестран уметник, композитор, кантавтор, интерпретатор, професор по контрабас и страствен љубеник во музиката, Благој Блаш Маротов промовира нова композиција која ексклузивно гледачите на телевизија Алфа ќе имаат можност први да ја слушнат во нашиот етер. Во моментов се наоѓаме во скопската пицерија Боними во населбата Автокоманда и не случајно го одбравме ова место, бидејќи е ова местото каде што пред многу години Блаш заедно со својата прекрасна сопруга Јуле има една убава свирка, еден убав настан кој што им отвори порти на музичката сцена. Пред се здраво, добро утро и едно големо благодарам во име на телевизија Алфа и на сите наши гледачи што токму ние имаме привилегијата да го промовираме твојот најнов видеозапис и новата песна Боже дај ми сила. Добар ден и здраво и благодарам пред се на сите овие убави зборови. Не знам од кај да почнам, навистина многу големо представување, благодарам Ирена. Да почнеме од тука, да почнеме од Боними. Зошто токму Боними го одбравме од толку многу места за да го направиме денешниот разговор? Некои работи се случуваат сами по себе. Искрено, кога се договаравме да овдека се сретнеме за ова интервју, воопшто не помислив на тоа. Моментот кога се спуштив по скалите во овој мал простор, се сетив дека всушност не една, туку неколку свирки имавме тука. Као редовно свиревме со Јуле на нашиот почеток како дуо Маротов. И така ми се вратија едни спомени, па беа наши пријатели Фис и Наум и други тука доаѓа, се дружевме, така дојде инспирација кај Фис за една песна да направи за Макфест на кој што прв пат настапивме. И така тргна работите во некоја добра насока. Инаку, мене ми е посебно задоволство што ете песната ќе можам да ја промовирам на под наводници мојата Алфа, да речем, затоа што нели знаеме. И заедно бевме долги години во неколку проекти на телевизија Алфа и мене ми е посебно задоволство што ете мојот најнов проект ќе го промовираме овде. Каква е новата песна? Што е она што се главните карактеристики на Боже дај ми сила и како настана самата композиција? Да, убаво што ме праша. Ова песна е една од ретките што не намерно, но веројатно нешто ме терало, ја работев најдолг период. Значи, кога зборувам долг период, мислам на правењето на аудиото, на аранжманот, на спење, снимање, па вокали и сето тоа, нели, сите елементи кои што се потребни да се направи еден производ и самата ме тераше да внимавам на сите ситни детали, односно да се направи една комплетна композиција, што јас верувам во неа искрено. А насловот исто така, правејќи го текстот, случајно ми дојде Бог да ми даде сила. Љубовна тема е секако. Како што некаде вака низ разговор кажав, почетокот ми е малку една позитивна иронија, нели, меѓу двајца, па потоа доаѓа тоа главното. Инаку текстот требаше да биде на нашиот познат текстописец на Цане Трајчевски, но мене ми дојде идејата за една друга тема и се одлучив сам да го сработам сето тоа. Вечерва ти си икона што свети далеку од туги очи, освети ме, влези во моето срце, тоа чука за тебе. Песната е подвижна, да наречам брза, во еден ведар ритам со убава мелодија. А јас би рекол вака, ако 3 пати ја слушнат песната им се допадне, тогаш нека лајкуваат. Затоа што мислам дека за секој музички материјал не е доволно еднаш да се слушне и да се донесе заклучок, искрен. А јас верувам дека ќе им се допадне на гледачите и на слушателите. Тоа е едно интересно парче од неколку минути, да речам, кај што има интересни моменти и во аранжманот, и во пратечките вокали, и во самата мелодија, и во текстот. Па, морам да споменам дека правејќи го аранжманот ми дојде идеја да биде тоа со устна хармоника и тоа многу вешто и многу убаво се вклопи мојот колега Панче Буеклиев, исто така професор во МБЛЦ.
го поздравувам оваа прилика Панче, даде еден убав шмек на целата песна и тотално го сменивме уводот кога се појави усната хармоника, што мислам дека прави едно добро, истинско освежување. Колку видеозаписот, видеоприказната ја следи пораката која што всушност сакаш да ја принесеш со композицијата Бог да ми даде сила? Па, всушност, видеозаписот не ја следи многу текстот на песната, не го следи. И тој е правен, како да речем, мојот помал син во комуникација со една музичка продукција, видеопродукција од Нови Сад, Ghost Production. И во соработка со нив, тие го изработија видеозаписот. Мене ми се допаѓа во еден вака не секојдневен стил во една стара просторија, каде што имам одредени пријатели кои што се во мојот бенд, тука се би ги споменал Дамјан, Саве, Иван, Кукич, Маријан и Горан. Сите тие направија да има еден убав амбиент и една пријатна слика. Ја искрено кога го видов прв пат спотот, за мене секогаш е тоа репер, дека почувствував дека ништо не ми пречи. Има една топлина, има убава слика и мислам дека за гледачите и тоа е важно, нели, може да има некоја приказка што има длабочина, но треба да има и за окото, бидејќи сепак е тоа видеозапис. Оние што ја слушнале песната, значи кругот на најблиските пријатели и соработници, велат дека ова ќе биде еден од најголемите, ако не и најголем хит на Блаж Маротов. Ќе биде ли така? Па, јас секогаш сакам да бидам скромен, но овој пат мислам дека и очекувам дека ќе биде така, затоа што, како што кажав, до сега содржи доволно елементи за да биде хит. Нели, што е тоа хит? Хит е пред се добра мелодија. Еве вчера баш ја пуштив на една пријателка која што е музички уредник. Ми напиша овака: ова е песна што слушнав дека има песна. Повеќето денешно што се случува, еве сега да не бидам груб со зборот, дека е некако, да не кажам јаукања, ама ете, не слушнале дека овдека има песна и мене тоа ми е драго. Каде ја црпеш инспирацијата? Затоа што последниве години на вистина неуморно и со една континуирана динамика создаваш нови песни, нови хитови кои што се вистинско освежување во ова тешко и мрачно време. Еве, ако можам така да се изразам. Од каде таа ни исцрпна инспирација? Искрено, додека го поставуваше прашањето, јас се прашав исто така во себе. Мислам дека одговорот е содржан во две страни. Едната страна е моето долгогодишно искуство и познавање на повеќе жанрови на музика и нормално минато кое што се базира и на светската, и на југословенската музика, и на македонската музика. И мислам дека взаемно се поврзани тоа познавање, тоа чувство за да се прави музика за да им се понуди на слушателите тоа што, нели, ја го чувствувам, секој си чувствува на свој начин и прави музика од различни аспекти, некој од материјален предизвик, некој од не знам како друг порив. Ја чисто музички, јас сум влюбеник во музиката уште од мали нозе и сето тоа склопено со таа желба и некакво знаење да го преточам во некои ноти кои што мислам дека ќе им се допаднат на слушателите и барем за сега имам добар фидбек и од досегашниве песни. Точно е дека од пандемијата навака некако повеќе се свртев кон создавање на понови музички материјали. И додека ме држи желбата, ја мислам дека ќе работам уште. Ки те видиме ли годинава на фестивалските сцени повторно, затоа што минатата година имаше забележителни фестивалски настапи, какви се плановите за оваа година? Па за сега немам некој план, може да се случи инцидентно. Тука е Охрид фест, не знам што ќе се случува, за сега немам ни идеја за песна за таму. Минатата година имав една убава балада, Забораваш, на текст на Огнен Неделковски.
Ќе видиме како ќе дојдат инспирациите во следниот период. Сега сум посветен буквално на презентацијата на Бог да ми даде сила. Искрено имам во себе една возбуда, очекувам да видам како ќе реагира публиката. Бог нека ти даде сила да твориш уште долги години на музичката сцена, а ние да уживаме и да се насладуваме на твојата музика. Благодарам, Бог да ми даде сила да летам и без крила, макар на крај на светот била, така завршува тој стих целиот. Јас очекувам добар прием на песната, но тоа сепак го оставам на гледачите и слушателите. Нели, ние сме од едната страна, а тие се судиите кои што добрите судии, мислам, позитивните, ќе дадат свое мислење, свое видување и очекувам добар прием. Благодарам за разговорот и уште еднаш секако голема благодарност за ексклузивноста да видиме први кои го промовираат ова твое ново музичко дело. Благодарам, задоволството и мое големо и поздрав до сите гледачи на Алфа ТВ.